Почитувани, СДСМ неосновано ги критикува инвестициите, вложувањата и проектите на владата предводена од ВМРО ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од една страна сака да ги девалвира проектите, како што се инвестициите во здравството, годинешните 100 милиони евра субвенции за македонските земјоделци, вложувањата во образованието за младите и други голем број проекти кои што се од национален интерес за сите граѓани. Од друга страна пак, градоначалниците од редовите на Социјалдемократскиот сојуз трошат огромни суми на пари кои што ќе им користат исклучиво само на нив и на една одредена група на граѓани. Подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз и актуелен градоначалник на општина Струмица, господинот Зоран Заев, ќе потроши 4 милиони евра за бегатон плочки во центарот на Струмица, а тоа представува и 40% од реализираниот буџет за општината. Господинот пак Стефче Јакимовски, кој што е познат во јавноста по неуспешниот проект на мостот Влајко, за кој што исто така потроши огромна сума пари, сега најавува изградба на нова зграда за општината и реконструкција на одредени делови на општината. Нова зграда за општината најавува и градоначалникот на општина Куманово од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Дамјановски. Овој пак се обидува да се представи како душегрижник за правата на стечајците, а од друга страна на македонската јавност е познато дека истиот овој даде огромна сума на пари за хонорарот на Северина. Голема сума на пари потроши и градоначалникот од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на општина Охрид за купување на службено возило. Почитувани, кадрите на Социјалдемократскиот сојуз трошат големи количества на пари и средства за проекти кои што ќе му овозможат личен комунитет, а од друга страна си дозволуваат да критикуваат проекти кои што се од национален интерес, проекти кои што ги реализира владата предводена од ВМРО ДПМН во повеќе области. Тоа, почитувани, е неморално. Затоа, почитувани колеги од Социјалдемократскиот сојуз, на овој начин ќе го изгубите кредибилитетот пред граѓаните. Благодарам на вниманието.